Сакам да потенцирам дека ова не е нашата верзија на приказната и на случувањата, него дека ова е вистинскиот редослед на станите, како што се случи. Подкрепени се со сведоци и со видеозаписи од камерите на телевизиските станици. Многу од нив последниве 24 часа се појавија по информативните медиуми. Се појави снимка од МВР која што не прикажува вистинскиот тек на настаните кој претходеа на инцидентот. И за тоа дека сметаме дека станува збор за чист обид за манипулација, криење на вистината и бегство од одговорност. Сакаме да истакнеме дека наша единствена цел беше да го бодриме нашиот клуб Вардар, а без да предизвикаме никакви инциденти, посебно што утакмицата се одигра на голем празник за Македонија како што е Илинден. Како што кажавте, можете да забележите, постои огромна разлика во инсертите кои ги прикажа МВР и снимки кои во моментот може да се најдат на медиумите. Силно се сумневаме дека видеото поставено умро е снимено од службените камери, а монтирано за да се префрли вината на нашите членови и групата со цел да се острани фокусот од аматеризмот и непрофесионалноста на полициските службеници, поставени на нашата трибина. Истите оние службеници кои употребија на неколку наврати прекомерна сила, од која што може да го видите и на снимките, и подоцна ќе поделиме и некои фотографии кои што ги имаме како бисечоци. Затоа во текот на вчерашниот ден ме вели штура информација, без никакви детали и на видеозапис на кој што не се гледа ништо. За подоцна во теков на денов да излезат со сосема спротивно тврдење, повторно штуро 48 сата после инцидентот, да сменат првичната изјава која велеше дека нашиот член ја украл бомбата. Денеска на нивниот прес да соопштат дека бомбата била паднала, ја изгубил службеникот и дека се уште не знаат што се случило. Не ми јасно како после 48 сати се уште не знаат. Врз основа на информациите би сакале да издвоиме неколку детали и моменти за кои сметаме дека се клучни. Што значи тоа досегашна полициска пракса устинските навивачи први да ја напуштат стадионот пред завршување на надпреворот за кој имаат уредно платени влизници и во која друга земја се применува таа пракса. Дали тоа значи дека МВР покрај бројните вежби и обеки за кои се фали по медиумите и постојано бомбардира со информации дека прават вежби, дека се постојано на обуки, значи дека не може да обезбедат 300 лица во град како што е Битола. Дали градот Битола е град од висок ризик или некоја воена зона, не би знал. Која е стандардната оперативна процедура на МВР на спортски надпревали? Дали воопшто ја има или пак се сведува на вади палките и тепај? Која врши проценката на безбедносниот ризик и кој ги составува оперативниот план, вклучувајќи го и постувањето на полициските службеници внатре на трибината на која што треба да бидат сместени гостинските навивачи, односно ние во овој случај? Кој издал наредбата тие да бидат опремени со шок бомби со разорна моќ? Во кој случај е дозволено да бидат употребени истите бомби? Особено ако се земе во предвид дека тие може да предизвикаат огромна штета, тешки повреди, па и загуба на човечки живот, кога се користат во непосредна близина или во нашиот случај беше фрлена на мала трибина која што е широка и долга не повеќе од 30 на метри, на која што во моментот на експлозијата имаше некои 50 на до 100 луѓе, како што можете да видите на снимките. Дали воопшто МВР има било каква писмен траг за тие наредби и доколку има, дали некојаш ќе го објави? Исто така, сакам да се осврнам на полициска процедура која многу пати е причина за инцидент и става оваа полициска пракса. Изјавата на полицијата е дека ние сме одбиле доброволно да го напуштиме стадионот, односно да напуштиме трибината пред завршувањето на надпреворот. Концептот на доброволно напуштање на трибината подразбира меѓусебен договор и наше согласување со тоа. Во никој случај не подразбира притискање, со насилно притискање и изфрлување на навивачите од трибината со помош на штитови и употреба на сила. Како што може да видите на снимките и од сликите кои што ги дадеме, не се употребија само штитови, него се употребија и пендреци и буквално бевме тепани за да излеземе од трибината.
Тоа не е концепт на доброволно напуштање на трибина, во никој случај. Сега да ја прашам МВР која ќе информира јавноста дали и колку инциденти биле регистрирани во моментот на поаѓање на нашата навивачка група од Скопје, се до моментот на завршување на утакмицата, тие 60 на минути додека бевме на стадионот. Еве, јас ќе им помогнам, ниту еден инцидент не е регистриран. Се до тој момент. Сега да ми информираме да ги искористиме и исцрпиме сите права за гарантирани со уставот, за да утврдиме одговорност кај полицијата. Кривични пријави ќе бидат поднесени од наша страна и ќе запознаеме јавноста која веќе будно ги следи овие инциденти. Многу пати до сега сме премолчиле за тортурата и оцрнувањето и сме поминале преку тоа за да не криваме голема галама. Многу пати се случувало да бидеме тепани, насилно изфрлувани, неправедно враќани од гостински надпревари кои што биле уредно пријавени дека ќе бидеме таму. Но последниот инцидент ги помина сите граници и повеќе не можеме да молчиме. Мора да искочиме и да ја кажеме вистината, како што е. За крај, сакам да порачам на полицијава дека искрено нема потреба повеќе да не брани од нашите љути ривали спортски, пошто нека не остаат да не тепаат, полесно ќе поминем. Бидејќи истите тие ривали беа единствените кои што подоцна ми излегоа во пресрети и помогнаа откако бевме крвнички претепани од полицијата. Сакам да им се заблагодарам за крај за несебичната помош и поддршка која што ни пружија навивачите од групата Чкембари и апел до повредените, посебно до Горан, дека брат ние сме секогаш со тебе.